Почитувани колеги, добре дојдовте во првото видео предавање од краткиот курс за користење на платформата за далечинско учење Moodle. Јас сум Гоце Неделковски и ќе ве водам во ова прво видео предавање во почетоците на користењето на Moodle. За оние кои што не се запознати, Moodle е платформа за далечинско учење која што има возможност на наставниците и на учениците да да партиципираат во онлайн комуникација, при што наставниците можат да предаваат, да им поставуваат лекции, различни типови на ресурси, учениците да пристапуваат кон нив, да решаваат одредени квизови, тестови и така натаму. Можностите се огромни. Еве на оваа страница која што сега ја отворив, некоја тековна статистика за тоа колку Moodle се користи во светот. Моментално се користи, гледате, во 238 земји, ова се бројот на курсеви, ресурси, квиз прашања кои што се поставени низ тие сајтови низ целиот свет. Значи, дефинитивно се користи на речиси сите факултети, универзитети, во поголемиот дел од средни училишта, па дури и во основните училишта. Оваа обука ќе биде поставена заедно со материјалите на сајтот на Digital School, значи дел од sdg.digitalschool.mk. Вам на сите ви се испратени веќе по имејл податоци за логирање, односно корисничко име и лозинка, за да можете да се најавите на овој сајт. Претходно, само колку да имате малку увид за тоа што возможува Moodle, значи само мал дел од можностите за Moodle, јас ќе покажам еве еден мој курс, значи мои курсеви кои што јас сум ги направил на страницата на Digital School за средното училиште Ѓорче Петров. Значи кога јас се логирам, мојата страница изгледа вака, тоа се сите овие предмети кои што ги предавам, значи како посебни курсеви. Еве само да покажеме некои од нив, да речеме ако влезам во информатика 1, а во него ќе можат да се логираат само студентите, учениците на кои што јас им предавам во прва година, ќе можат да ги гледаат овие материјали. Не сите материјали, значи овие материјали кои што се малку избледени се моментално скриени, тоа се сите тестови кои што сум ги подготвувал, па ова е тековната тема која што ја работиме, па може да видите дека може да се постуваат линкови кон видео лекции кои што јас сум ги снимал и зачувал некаде на платформата YouTube, различни видови на материјали во облик на презентации, PDF материјали, линкови, еден куп вежби кои што се во компресиран формат и така натаму. Материјалот е поделен по теми, за различни теми, различни типови на материјали. Да повторам, секој ученик си има своји кориснички податоци за логирање со кои што ќе може да има пристап само до курсевите во кои што е запишан, а него ќе го запишат во курсевите соодветните наставници. Значи, ќе се вратиме тука, ќе треба да се најавите. Јас креирав еден акаунт кој што е со исти привилегии како и вашите, за да го гледате исто она кој што би го виделе кога вие ќе се логирате. Значи, секој од вас ќе се логира со своето корисничко име и лозинка. Да кажам само дека вашите кориснички податоци кои што се пратени се со еднократна лозинка, што значи дека кога ќе се логирате за прв пат ќе мора да ја промените лозинката и таа лозинка да биде сигурносна лозинка, односно да содржи најмалку 8 знаци од кои што ќе има измешано мали, големи букви, бројки и еден од специјалните знаци. Значи, кога ги внесите корисничкото име лозинка, се најавувате во платформата. На почетокот вака изгледа платформата. Овај наставник кој што јас го креирав со име 0, презиме 0, нема се уште креирано никакви курсеви. Веќе се креирани категории за сите од вас, што значи треба да ја најдете собствената категорија за да може во неа да почнете да креирате курсеви. Може да ја пронајдете со кликање на овој линк горе на мени професори курсеви, каде што ќе ги видите по азбучен ред сите професори кои што ги има. Јас ќе го најдам категоријата за овој наставник 0, тоа е оваа. Ја отворам, значи секој од вас нормално си отвора собствената категорија, затоа што само во неа има привилегии да креирате курсеви. Не можете да креирате курсеви во некоја туѓа категорија.
Значи, откога влегов во категоријата за наставник 00, ми се појави копчето каде што можам да додадам нов курс. Ова копче инаку не би било достапно доколку отворите некоја туѓа категорија. Значи, многу едноставно да креирате нов курс, потребно е само да кликнете на копчето да додадете нов курс, ќе се отвори една страница во која што треба да внесете неколку податоци, по линијата кои што се означени со звездички се задолжителни, останатите не се. Например, еве јас ќе креирам некој курс кој што ќе го именувам како прв курс. Значи, вие нормално курсот ќе биде, не знам, математика прва година или историја за прва и така натаму, зависно што предавате. Значи, името на курсот по некое непишано правило е името на предметот кој што го предавате. Краткото име на курсот е важно, затоа што кога имате повеќе курсиви во левиот дел ваму во едно паѓачко меню ќе ви се прикажуваат само скратените имења на курсевите. Тоа јас предпочитам да биде на латиница и со големи букви, нека биде обично со гласките од името на курсот. Остатокот не е толку важен, онамо кај што не е, значи може дополнително ќе додаваме ние се што ни треба. Важен ни е форматот на курсот. Значи, форматот на курсот може да биде неделен социјален формат на наслов. Нас ќе ни биде формат на наслов, значи затоа што ќе имаме теми по кои што ќе бидат во кои што фактички наставните теми ќе ги пишувате од наставниот материјал од вашиот предмет. Ќе го зачуваме ова сега за сега, значи ништо не сменивме освен што го додадовме, што го именувавме курсот. Вака изгледа сега страницата во која што се појавуваат курсевите кои што ги имате. Значи, ова е вашиот прв курс, доколку кликнеме на него, ќе се отворат еве ги темите, значи тие се вкупно по дефолт 10, значи може да бришете, да намалувате или да додавате доколку ви се малку. За да можете да направите било каква измена, треба да кликнете на копчето вклучи го уредувањето на текстот. Сега ќе се отвори истата страница, меѓутоа со дополнителни опции со кои што ќе може да додавате некакви активности во вашите курсеви. Пред да почнеме со тоа, јас би кажал би ви објаснил како се запишуваат ученици во курсот, па дури потоа ќе почнеме со внесувањето на содржините во курсот, односно различните типови на содржините кои што можат да се внесуваат во. Податоците за учениците не ги внесувате вие, потребно е учениците на платформата да ги внесе администраторот кој што ја администрира страницата, со тоа што ќе ги внесе нивните имења, презимења, нивните имейл адреси и класот во кој што тие се наоѓаат. Јас себе на брзина тоа ќе го покажам, значи ако не сте администратор на страницата, немате пристап до овој дел кој што се вика администрација на сајт, меѓутоа само накратко ќе ви покажам како се качуваат или се аплодираат ученици наеднаш во поголема група. Значи во делот корисници, сметки, имаме дел кој што се вика качи корисници, каде што ќе треба во претходно подготвена Excel табела да се внесат податоците за учениците за класот во кој што се наоѓаат. Мене таа ми е веќе подготвена и сега ќе ја прикачам. Кликам на качи. Потребно е тука да се избере форматот за да може, кодирањето за да може да се вчитаат кириличните букви. Кликам на копчето качи корисници. Се извинувам, уште еднаш ќе треба да ја селектирам датотеката. И пред да бидат качени, јас ќе ги видам. Мојата табела е веќе направена. Корисничкото име, имейл адресата, пасвордот и името на класот во кој што тие автоматски ќе бидат запишани. Па само кликам на качи корисници, зависно колкава е табелата, нема да има многу време, еве
10 нови корисници се веќе внесени во платформата. Ако се вратам на кориснички сметки, ќе видам дека на овој сајт моментално имаме 174 корисници, од кои што јас намерно направив два класа. Класовите некој да се викаат кохорти. Тоа се клас 1 и клас 2 со по 10 ученици, кои што се запишани со име и презиме, значи со име 1, презиме 1, име 2, презиме 2. Тоа се ученици со кои што вие ќе можете да вежбате, значи фиктивни ученици, меѓутоа за да може вие да ги запишувате во вашите класови. Сега ќе се вратам во делот на каде што сум логиран како наставник. Кога е ви отворен курсот, значи во левиот дел, во делот администрација на курс, постојат неколку опции. Во делот корисници имате запишани корисници. Ако кликнеме на запишани корисници, ќе се појави ваков прозорец во кој што од овде можеме да ги запишуваме учениците во нашиот курс. Тоа се прави со кликање на копчето Enroll Users. Да ве предупредам, целава платформа е делумно преведена на македонски, така да некои команди се уште на англиски. Значи, кога сакаме да запишеме корисници, кликаме на Enroll Users, се појавува едно вакво прозорче во кое што прво јас ви препорачувам да се запишете себе си во улога на наставник, а дури потоа студентите, односно учениците, ќе ви кажам зашто, за да ви се појавува името на курсот на почетната страница кога ќе се логирате во оваа платформа. Значи, во наставник ќе се побарате себе си, јас себе ќе побарам еве сум име 0, презиме 0, кликаме на запиши. Значи, тоа е запишен. За учениците, најчесто ќе треба да ги запишувате целите класови, тогаш најдобро е наместо да ги пребарувате корисниците еден по еден, да ги пребарувате по кохорти, односно по класови. Прво да го вратам ова на студент. Кликам на пребаруваме по кохорти. Треба да го избришем ова, затоа што ми бараше во имење на кохорти. Еве ги сите класови, кои што ги има во оваа платформа, така да јас можам да го запишам класот 1, па дури класот 2. Значи, доколку предавате новие два класа, може со кликање да ги запишете наеднаш. Кликате на заврши го запишувањето на ученици. Сега, во оваа листа која што претходно беше празна, и гледаме сите оние 20 ученици кои што 20 ученици од двата класа, клас 1 и клас 2 кои што ги запишавме. Така да сега доколку одиме на почетна страница, на почетната страница, ќе кликнем на нормален режим, се појавува курсот кој што го креиравте, но и во кој што се запишавте како наставник. Доколку ги запишевте само учениците, а не се запишевте самите себе си, ова ќе го немаше овде, па ќе требаше да ги барате, да се барате во категоријата. На овој начин е олеснето, затоа што и без да барате категоријата, секогаш кога ќе се логирате, ќе може да гледате списокот на курсеви во кои што вие предавате. Сега ќе го отвориме курсот и ќе почнеме со внесување на некакви содржини. Значи, за да може било што да работите во курсот, потребно е да го вклучите уредувањето на текстот. И сега може да си додавате некаква слика, име, така натаму. Сето тоа го правите преку овој линк кај што пишува додадете активност или ресурс. Еве, например, прво што сакам да направам е да го сменам насловот на, односно темата. Да речеме, јас предавам информатика, ова ќе го штиклирам. Не знам, имам тема програмирање во C++. И кликам на зачувај ги промените. Сега тоа е насловот на темата. Внатре во темата, значи секогаш кога темата е активна, односно кога во моментот предавате некоја тема, најдобро е таа да се разликува од останатите, по тоа што ќе го запалите ова ламбиче или сијаличе и таа тема и сите нејзини материјали кои што ќе се наоѓаат во неа ќе се означуваат со малку поинаква боја. За било каква активност или ресурс треба да кликнеме на додадете активност или ресурс. Ова е список на сите активности кои што ги има во рамките на оваа платформа. Значи, забележувате има еден куп различни.
вас особено ќе ви интересираат квизовите, меѓутоа за тоа ќе видите во друга лекција во која што мојот колега Владко ќе зборува. Ова се програмирани лекции, исто така многу интересна опција за далечинско учење, форуми во кои што може да дискутирате со учениците онлайн на одредена тема. Еве ги ресурсите. Значи може да креирате страница, папка во која што ќе организирате повеќе различни страници. Ресурс, односно општо било каков материјал може да ставите во рамките на ресурс. Налепница ќе објаснам зашто се прави, за да се појаснат некои делови од курсот да бидат повоочливи, и некаква URL, тоа е линк надворешен кој што ќе покажува некој текст кој што е напишан во вашиот курс. Само да ве предупредам дека може да качувате содржини во смисла на презентации, Word документи, PDF документи или слики на оваа платформа, меѓутоа максималната големина на датотеките која што е дозволена на нашиот сервер е 8 мегабајти. За се што е поголемо од тоа, ќе треба да ставите URL, а датотеката да ставите некаде на некој си клауд простор, или пак доколку се работи за видео, да го поставите на YouTube. Чеве доколку сакаме да поставиме некаков ресурс, кликам на ресурс, кликам на додади. Еве нека биде тоа, да речеме, некаква презентација. Опишуваме името, доколку сакате да пишете некаков коментар под него, да речеме презентација за Тош мора да го штиклирате ова копче во прикажи коментари, инаку овој дел нема да се прикажува на влезот во, односно на почетокот под името на курсот. И сега овде е делот кај што вие треба да селектирате датотеки кои што ќе ги прикачите. Значи прикачувањето на датотеки е едноставно, кликате на копчето додади, во кој што се во ова прозорче што ќе се појави, ќе биде потребно да ја пронајдете датотеката во вашиот компјутер за да може да ја прикачите тука. Значи кликате на копчето испрати датотека, потоа на копчето избери датотека, во кое што некаде ќе избериме некаква било каква. Еве јас ќе изберам било која од овие две. Која е тука, ја качуваме и ќе почекаме таа да се појави во рамките на курсот. Значи, еве датотеката која што се уште не е прикачена, кликаме на зачувај и врати се на курсот, и вака тоа ќе изгледа во рамките на темата програмирање во C++, натре се наоѓа таа презентација. За да може да видите како студентите, односно учениците, кога ќе се логираат за нив како ќе изгледа страницата, значи без овие додатоци кои што вие ги гледате, секогаш може да ја смените улогата, значи овде во левиот дел, да кликнете да ја смените улогата во студент. Кога ќе смените улогата, тогаш фактички ќе имате увид како вашата страница ќе изгледа за учениците кога што тие ќе се логираат. Значи ученикот ќе огледа само ова, се разбира, ќе може да кликне на презентација и да ја симне презентацијата. За да се вратите во вашата нормална улога, може да го направите од левиот дел или пак од овде горе, што пишува вратиме на мојата нормална улога. Ќе го вклучам повторно уредувањето на текст за да покажам уште некој ресурс, например налепница. Налепница се користи кога сакате да прикажете нешто со поубави или поголеми букви, за да им го привлечете вниманието на учениците. Затоа што насловите на ресурсите кои што ги прикачувате, по дефолт големината на буквите е иста, не може да именувате, меѓутоа овде кај налепницата тоа може да го направите и налепницата да ја поместите каде сакате. Например, еве јас ќе напишам овде презентации и сега ова може да дополнително да го форматирате, да го направите да биде со големи букви, да го направите да биде поголемо, еве, уште поголемо. И да го прикажете. Секој од овие ресурси, нивната местоположба може да ја менувате. Например, ова може да го однесите горе,
биде како наслов за презентација. Сите други презентации да бидат малку вовлечени во десно. Да речеме ова, ќе кликнем на помести во десно, така да се знае дека тоа спаѓа во делот на презентации. Сега ќе видиме како се додава папка. Значи во ресурси имаме фолдер. Повторно треба да дадете име на папката. Не знам, јас ќе додадам обична папка. Може да ставате опис. Може да ставите датотеки во папката, кои што ќе бидат одделни. Еве јас ќе изберам некоја си друга презентација, некој друг PDF формат. Еве уште една. Не ја избрав. Не е важно. Сега ќе кликнем на зачува и врати се на курсот. Така да вака тоа ќе изгледа сега, значи во папката, доколку кликнеме на папката, ќе се отвори во посебно прозорче каде што ќе ги видиме сите датотеки кои што припаѓаат на таа папка. Можеме да се вратиме назад. И уште за овој дел од оваа обука ќе покажам како се креира линк кон некој видео. Јас најчесто моите видеа ги поставувам на YouTube, а потоа на оваа страница само ги прикажувам линковите. Значи тоа е URL делот. Каде што еве некаков наслов мора да ставите. Овде треба да се вметни линкот. За таа цел јас ќе го отворам еве мојот канал на YouTube. Извинувам. За да најдеме некој линк, однапред не го подготвив тоа. Имам грешен канал сум, ајде уште еднаш. Да, ова е канал Digital School Macedония, каде што ги имам сите видео лекции кои што јас сум ги поставувал на децата. Еве, например, оваа последната. Ќе кликнам на неа за да копирам линкот. Ќе го копирам овој линк, се разбира. Ќе го внесам тука. И доколку вака го поставите, само линкот ќе се гледа, а доколку сакате да имате мал лисичок од видеото во рамките на страницата, тоа што треба да направите тука, во рамките на опис. Ќе го внесеме видеото, треба некој било какво кратко име, кое што нема да се прикажува и да го гледаме во прикажи коментари. Одиме на зачува и врати се на курсот. Еве како тоа ќе изгледа сега. Значи ова е видео лекцијата која што нормално се наоѓа на YouTube, меѓутоа ова е само линк, меѓутоа учениците можат тука да колку клик. Затоа на графиконот јас ги гледам прикажани се во одделни колони. Тоа би било се за оваа прва лекција. Најважно е да се логирате, да почнете да ги вежбате овие работи, а материјалот во скратена форма, значи интегралниот прирачник кој што беше правен за оригиналната обука е малку скратен за вашите потреби и се наоѓа на Digital School кога ќе се логирате. Секој од вас е веќе зачленет во курсот кој што се вика обука Moodle и таму може да го најде овој прирачник. Толку за овој пат. Поздрав!